пријатели, Имбургија ги слушнавме на Плей Радио на 31 минута после 12 часот, во минутите посветени на културата. После премиерата што се одржа на 5 јули, тука сме да ја најавиме репризата на представата за деца, млади и возрастни насловена како Океанија. Истата е закажана за утре од 20:30 часот покрај Охридското езеро во близина на скаут кампот во Струга. Представата Океанија е авторско дело на Мартин Милев, по текст и драматургија, режисера Мирослав Петковиќ, сценографијата ја изработија уметниците Бојан Секуловски, Викторија Поповска и Милко Несторовски, поддржана од Министерството за култура, од Центарот за култура Браќа Миладиновци, Europe House Струга, наево организација на Сдруженијето Артманија од Куманова. Деталите околу креирањето на оваа представа во смисла на содржина и сценографија ги дознаваме од режисерот Мирослав Петковиќ и Мишо Димитриевски, асистент на режија. Ви благодарам и на двајцата што одвоивте време да бидете дел од денешното Плей кафе. Мирослав, најпрво за сите оние што ја пропуштија премиерата, да позборуваме за содржината и пораките кои што сакате да ги испратите со оваа представа. Велите меѓу другото дека е представа и за деца, и за младинци, но и за возрастни. Првин добар ден, благодарам на поканата. Да, представата овој пат ја, како да кажеме, ја ставивме во таа група представа за сите, всушност, и за млади, и за возрастни, и за деца. Тргнавме првин со една друга идеја, да работиме повторно на истата сцена. Не дојдеја каде што работивме Петар Пан, но таму имавме идеја да работиме Дивите лебеди, но не добивме доволно средства од Министерството за култура и ние не се снајдовме на друг начин, затоа моравме да правиме промена во текстот и тогаш во моите раце најде сказната на Мартин Милев. И ја препрочитав и ми се виде како е интересна, и тој просторот претходно ми беше, како да кажам, пикиран кај врбите позади скаут, затоа што е многу интересен самиот по себе, а е валкан и можеше тука со мали интервенции да се направи представа. Некако се поклопија тие два момента со текстот и со просторот, се слушнавме со Мартин и рече дека ќе се нафати да прави драмски текст врз база на неговата сказна. Почна тој да пишува нешто, ние почнавме да бараме други средства од други места за да можеме да ја реализираме представата и мислам дека излезе добро. Затоа што за разлика на пример од Петар Пан, некако заедницата стручка не се вклучи доволно. Сега мислам дека се вклучи и тоа на едно завидно ниво во смисла на Europe House, во смисла на млади уметници, на хотели кои собираат отпад за да можеме ние да правиме сценографија и сценографски елементи, така да мислам дека успеавме заедно со заедницата да ја направиме представата. А зошто е за деца, младинци, возрастни? Затоа што има еден однос таму во самата представа помеѓу едно дете со возрастните, што тие прават, а што децата прават. Нема да откривам повеќе, ќе дојдат слушателите наверојатно за да бидат и наши гледачи. Но ќе кажем дека има еден конфликт помеѓу генерации, односно помеѓу децата и возрастните и конфликт во смисла на тоа како треба да се постапува со природата и во природата. Така, Мишо, во најавата на репризата велите дека премиерата беше успешна, но беше напната. Зошто? Што се случи за и екипата која што работи представа да си признае дека било напната? Па вака, добар ден и од мене. Фала за поканата. После успешна премиера, ако премиерата е успешна, мора процесот да е напнат. Така е во секој театар и во секој театарски процес за сега што го имам работено. Но посебно тука е разликата што друго е во театарска куќа кога работиш театарска представа и се ти е дадено на тацна, да не речем. Ти како режисер, како актер идеш, си работиш само твојата работа. Вамо ние таков театар работиме, што работиме се внатре. Од режија, сценографија, помагаш на други актери, светло местиш и ти со светло мајсторот заедно за скалата се караме, на кого повише му треба скалата за да наместиме сценографија. И тоа е тој најнапнатиот дел за кој си признаваме дека е напнат, но ние така работиме. Ако не е напната пробата, нема да излезе добра пробата. Значи во суштина не се случи нешто кој знае што, само едноставно
пред премиерата забележавте дека добро, сите ние понекогаш работиме се, посебно кога не сме во Скопје, Искра. Тензијата се крена затоа што на сите ни значи овој проект и ние работиме за проектот. И сите сакаме да биде на најврвно ниво што може. И затоа тука раѓа тензија, не дека нешто имало меѓу екипата или... Па така добро ве прашав затоа што го споменавте, го нагласивте, па може да има секакви интересни театарски приказни, но верувам дека сега сето тоа после премиера е многу полесно да се работи на репризата. Сценографијата за оваа представа е креирана од отпадот кој што беше собран во екоакцијата Гласот на крајбрежјето во организација на Europe House Струга. Од каде кажете ми таа идеја? Исто така важно е да споменеме дека заедно со уметниците Бојан, Викторија и Милко во креирањето на сценографијата на организирана работилница работа и дечиња со попреченост. Да. Идејата за да се работи представа во простор е всушност уште од Петар Пан и главната идеја е во тоа дека не ни требаат големи финансии за сценографија. И од таму тргне и Петар Пан, таму е и Океанија. Наоѓаме убави простори затоа што многу проекти представи не се има случајно ради тоа што немале доволно финансии за сценографијата која зависи од концептот на режисерот, нели некогаш може да е премногу скапа и неодржлива. Така да ние сакаме да останеме во тој континуитет со тој, да кажеме, туристички театар во Струга од Петар Пан па навака, да останеме во тој континуитет на барање на простори кои се, па да кажеме, недефинирани, а се блиску до урбаното јадро на градот, така да со мали интервенции, односно чистења и додавање на основни театарски, да кажем, услови како столчиња, како сега на лейзи бегови сме повеќе, можеме да направиме една пријатна сцена и една представа. И многу ни помага тоа што сме во природата, затоа што не би имале финансии да се избориме со сценографија за вака малку мегаломански, да кажем, мегаломанска представа во смисла на мегаломанска. Така, ама поентата е дека од ништо, сега да бидеме реални, од ѓубре направивте една убава сценографија. Така, и поради тоа што немаме финансии, немаме доволно материјали, ни дојде идејата да соработуваме со локалните уметници, со Europe House и со хотелите и издруженијата, сега немој да се налутат, не знам кои точно учествуваа во сето тоа. Така да мислам дека на крај направивме одличен резултат. Дури и јас ден денеска кога ќе ги видам рибите, сум фасциниран како успеавме од шишиња да изгледат тоа сето така како што изгледа. А тоа ќе го видите утре во 20-30 часот. Така, гледам дека не сакате за сите оние што пропуштија премиерата да откривате дел од содржината, па нема да го направиме тоа, ама да позборуваме околу билетите. Сега велите дека ако културата ви е скапа, не културата ќе биде поскапа. Имаше некакви реакции околу цените на билетите? Да, не, добро, тоа е стандард прича. Не знам дали во Струга или во Македонија или во регионот. Но имаше реакции уште и на Петар Пан, како 300 денара билет е многу скап. Не се мешам во тоа дали е скапо или не, секој што ќе плати, ќе дојде, ќе види, може да каже. Малку сум изреволтиран од тоа што велат дека е скапо, а не е ни погледнато. Мислам, не можеме да знаеме нечија вредност ако го немаме видено, но полека ќе се научат, мислам, луѓето да ја почитуваат културата и да истото да ја плаќаат. Затоа што не се актерите и генерално уметниците не се претенциозни во смисла на цените и заработувачката. Се уште. Тоа значи дека ќе стане? Па може. Ајде да позборуваме малку околу очекувањата кои што ги имате за Океанија, со оглед на тоа дека после Петар Пан големата битка, навистина ви е многу голема одговорноста, затоа што тој интерес огромен кој што го имаше, треба сега да се очекува некако да го надминете со Океанија. Можно е тоа да се направи? Да, поставивме висока граница со Петар Пан, но се надеваме дека и Океанија ќе го достигне истото ниво. Искрено, па малку и се правдаме, не работиме уште доволно на маркетинг на Океанија, малку сите уште се спиеме после премиерата да одмориме. Мислам дека ќе го доживе, да кажеме, тоа ниво на популарност во градот. Ама на еден поинаков начин, затоа што фасцинацијата во Петар Пан беше тие три големи сцени кои постоеја, тоа, нели, најдалечната сцена каде што е Океанија, езерото и сцената пред децата. Тука
сите се во еден простор, во еден многу мал простор, помеѓу едни многу големи кукли и една многу возбудлива приказна на едно девојче. Мислам дека тука исто ќе доживееме фасцинација на локално ниво, но на еден поинаков начин отколку на Петар Пан. Петар Пан беше малку повеќе, да кажеме, спектакловски, малку повеќе, поголемо беше. И ова е доволно големо, малку и поголемо од што треба, ама се надевам дека ќе барем да се доближиме еве до таа граница на Петар Пан и да поработиме на маркетинг. Еве еден мал поздрав од мене до маркетинг тимот. Така, еве и ние ги поздравуваме и тие што ви работат пиари воопшто, затоа што тоа е еден од најважните сегменти во оваа работа. Е сега, кога го ја споменавме представата Петар Пан, големата битка, Мишо, да позборуваме со оглед на тоа дека вие сте дел од актерската екипа, го толкувате Капетан Кука, како е да се игра на сцените, кој што пред малку Миро убаво ја опиша представата и во овој регион и сето на што всушност значеше за децата и за публиката која што изгледа 7 пати ја изгледа представата, мислам дека минатата година. Мене ми е многу фасцинантно тоа како децата на некој начин повеќе го сака Капетан Кука лошиот, така? отколку Петар Пан главниот лик. Па тоа значи дека добро го толкувате. Па се надевам и ја го толкувам, не можам да се видам од страна, тоа е проклетството на актерската игра. Што и да направиш и која представа и да направиш, не можеш да си ја видиш, за да видиш како изгледа тоа нешто. Само што ќе слушнеш, а сите зборови на крајот се субјективни, тие како ја имаат видено представата. Така, ама ги гледате децата, публиката, ја гледате реакцијата, какво е чувството таму? Затоа што не играте на обична сцена, да бидеме реални дека има баш еден таков езерски спектакл. Да, чувството е прекрасно, знаеш, онака се плашат, ама те гледаат оддалеку и све е онака мал комфорт зона на нив и кога ќе излезеш пред нив, тогаш имаат еден, ама овој чичко, ама глуми, јас знам дека глуми, ама пред мене и страф ми е мало и се пикаат кај мајките под мишка, да не речам. Така, ама штом дојдоа 7 пати да гледа, значи има тоа направена мера да биде вкусно. Имам оставено впечаток многу голем за да ме викаат по струга маливе деца капетане, да ми креваат рака. Па најверојатно и тоа е најдрагиот дел од успехот, предпоставувам. И исто на струшките вечери на поезијата, таман поминувам тука и едно дете, капетане, да те прашам, а зашти не глумиш тука? Викам, дечки, јас во Петар Пан сум капетан, ова е сасвим друга манифестација. Така, ама во нивниот свет не е така, добро, они си сакаат да се видат тоа што ги интересира на секоја манифестација. Драго ми е што има такви реакции, затоа што тоа е всушност и поентата на професијата што ја имате. Ви благодарам и на двајцата. Еве да повториме дека билети се уште има во Мезебар Барабар и во Кингстон. Да, Мезебар Кингстон. Може да си набават сите оние кои што сакаат и утре вечер да ја погледнат ненапнатата реприза на Океанија. Верувам дека со оглед на тоа дека некако ви стана омилен овој дел од Македонија за работење на представи, дека ќе имаме доста причини да разговараме за некои и нови представи кои што ќе привлекуваат и деца и младенци и возрастни. Ви благодарам на поканата уште еднаш и се гледаме валјда на некоја следна представа. Така, продолжуваме ние понатаму со супер музика, слушате Play Cafe на Play FM.